комерцијални објекти. Индиректно, проектот Скопје 2014 ќе придонесе за заживување на економската активност и на поширокото централно градско подрачје. Со него се очекува значително се зголеми интересот на странските туристи за посета на градот Скопје, што ќе доведе и до отворање на нови услужни дејности кои ќе ангажираат и нова работна сила. Се на се, реализацијата на проектот Скопје 2014 се очекува ангажман на околу 15.000 лица во поглед на изведба, изградба, комерцијални услуги, развој на туристичко-гостителски бизнис и така натаму. Исто така, дополнителни 20.000 лица работени во фирмите кооперанти на градежните фирми ќе имаат бенефит. Ако се земе дека секој од овие лица имаат семејство во просек од по 4 членови, тогаш може да се заклучи дека околу 150.000 граѓани ќе почувствуваат директен финансиски ефект од проектот Скопје 2014. Така што секој проект, па и ово има и друга страна, господине Петров, а не она што вие се обидувате само да ја продадете, дезинформирајќи јавноста дека проектот ќе чини 200 милиони евра, што е целосно неточно. Според пресметките проектот треба да чини околу 80 милиони евра во 8 буџетски години. Во 8 буџетски години. Што, ако добро ги следите буџетските работи, ќе се согласите дека не е некое сериозно оптоварување на буџетот.